Предмот се каже шефот, знаете дека 13-тиот играч не е изгубен со оглед на тоа што стадионот не е во состојба да може да ги прими клучните 13-тиот играч, тоа се навивачите. Имено пред еден извесен временски период бевме на состанок кај председателот на Фудбалска федерација Илчо Георгиевски заедно со градоначалникот на општина Прилеп доктор Отилија, каде што отворено се разговараше каде е суштината на проблемот и што треба да се реши и каде треба да се продолжи се со цел да не се одлага времето, но меѓутоа целта ние да можеме во август или таа другата полусезона да повторно да се играме во Прилеп и секако не само стадионот што ќе ни возможи да ги имаме 13-тиот играч тука и задоволството на гледање фудбал, стадионот може да донесе и дополнителни начини и можности за приходи како на општината така и на клубот, кој што и представува и цел, значи веќе ако сакаме да изгледаме како професионален клуб. Суштината на проблемот е не во ФФМ, како што беше кажувано. Јас во принцип не сакам да кажувам нешто без факти. Обично сите обвинувања бреа спрема Фудбалска федерација, не е така ситуацијата, дури ова е проблем за Фудбалска федерација со оглед на тоа што од сите 5 проекти за кои што добила средства од УЕФА, само нашиот проект не е завршен и автоматски предизвикува обстикл или предизвикува еден начин на неможност да аплицираат за нови проекти од УЕФА за да можат да градат понатаму заради тоа што овој проект не е затворен заради стадионот во Прилеп. Имено суштината на проблемот е тоа што во одобрението за градба агрегатот за струја кој што е клучен и битен, особено од секаква важност и важност за луѓето, е поставен во место каде што има веќе постоечки објект. Она што градоначалникот го вети заедно со неговиот тим, дека за истото ќе направи промена во однос на планот на целиот проект. Надзорот ФФМ веќе е дојден од страна на Фудбалска федерација, кој што заедно со сегашната постава на одделението за урбанизам при општина Прилеп се надевам дека за брзо време ќе најдат соодветно решение за истото и ќе се продолжи процесот на градење на стадионот и стадионот преди се барем во делот на теренот и струјата ќе биде овозможен да се користи во таа втора полусезона од месец август.